Моќната Германија во минатата година за само 6 месеци им издала 1800 работни визи на македонци кои аплицирале, а аплицираат лекари, медицински сестри, инженери, мајстори, возачи и други професии за кои најразвиената економија во Европа е гладна. Токму затоа домашното здравство, градежните фирми, транспортните компании имаат постојан дефицит од соодветна работна сила, а макамачат како да ги пополнат. Инаку миграцијскиот проблем не е карактеристичен само за Македонија, бидејќи истовремено двојно или тројно повеќе визи им се издадени на граѓани од другите земји од Западен Балкан. На тој начин силно се стимулира мигрантската политика на овие простори. Политичките партии во борба за власт ваквите поместувања ги користат како аргумент дека властите се виновни за бегањето на младите во развиениот свет. Меѓутоа, суштината на проблемот е сосема поинаква. Практично Германија и другите развиени европски држави со еднострана политика ја привлекуваат и абсорбираат најквалитетната работна сила од неразвиените, со што создаваат празнина кај истите, а зголемена продуктивност и профитабилност во своите економии. Доколку сакаат реално да им помогнат на земјите како Македонија, Србија или Албанија, тоа може да го сторат со отворањето на фабрики во нив, при што за истата работа ќе понудат соодветна плата како во своите земји. Тогаш преку ноќ ќе ја запрат миграцијата и ќе го подигнат стандардот на сиромашните. Но, бидејќи такво нешто не им одговара, тогаш сосема известно е дека миграцијата на работна сила од балканските земји кон Европската Унија ќе продолжи со уште посилна динамика. Кога на сите овие состојби ќе се надоврзат и можностите преку бугарски пасоши и двојно државјанство да се дојде до работен статус во членките на Европската Унија, станува јасно како и поради што младите ја напуштаат државата, освен ако некој мисли дека постои политичар или партија кои можат на македонскиот работник да му обезбедат над 1000 евра просечна плата и подобар животен стандард.